Содржината на неодамно објавениот нон-пейпер со кој се нудат решенија за надменување на македонско-бугарскиот спор за универзитетскиот професор и аналитичар Никола Дујовски е доказ за солидарноста внатре помеѓу земјите членки на Европската унија. Овој документ предизвика реакции во македонската јавност. Тие секогаш ќе се држат до политиката дека ние сме внатре, секој кој што сака да биде дел од ова семејство мора да ги прифати, па колку и да биле тие услови непринципиелни. А во нон-пейперот кој го објави ТВ Клан, меѓу другото стои дека на Бугарија ќе се дадат гаранции за зацврстување на сегашниот концепт на нација држава, при што ќе се призна историскиот контекст за бугарското потекло на незините граѓани без исклучок. Во Република Северна Македонија пак ќе се засили контекстот на мултиетничко општество преку вклучување и на бугарскиот наратив, а бугарите ќе се внесат во уставот соодветно како и сите други етнички заедници. Здруженијата на бугари со тоа ќе добијат заштита и посебна нега од државата, за да негуваат, промовираат и изучуваат сопствен аспект на историските настани и тоа ќе им биде уставно загарантирано. Во однос на историските настани се предлага така наречен дуален принцип, што ќе им овозможи на двете страни од сопствен аспект да ги толкуваат единствените историски настани. Мнозинскиот дел од словенскиот народ кој себе си се идентификуваат како македонци и кои сметаат на историскиот контекст за посебност на македонскиот народ, ќе задржат можноста за сопствен аспект и наратив на оваа заедничка историја. Овој дуален систем ќе се примени и во образовниот систем со дуално објаснување на контекстот на историските настани со посебна назнака македонски и бугарски наратив. На крајот од овој документ, за кој се вели дека им бил познат и на водечките членки на Европската унија, стои дека прашањето на јазикот и употребата на краткото име за Северна Македонија треба да биде решено според предложеното од претседавачките предлози германски, португалски и словенечки. Професорот Дујовски вели дека Северна Македонија нема што повеќе да прифаќа. Јас мислам дека и во државата, во општеството, граѓаните се свесни дека ние дадовме многу, премногу по однос на членството во НАТО и нема простор повеќе за никакви отстапки затоа што тие не се разумни. Тоа Бугарија не го прави сама, јас никогаш не гледам дека ова е политика само и исклучиво на Софија. Професорот Ризван Сулеймани решавањето на овој проблем го поистовети со подолг маратон на кој треба да бидеме подготвени. Повеќе оптимизмот го базирам на тоа дека конечно Европа и НАТО ќе отворат расправа за крупни политички прашања и ќе изградат механизми ефикасни за решавање на вакви второразредни, да кажам, прашања кои се однесува визави глобалните прашања. За македонската влада официјален е само предлогот кој бил представен за време на португалското претседателство со Унијата, кој овозможувал решенија прифатливи за двете страни. Од Охрид, за Гласот на Америка, Мики Трајковски.